Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Рационализацијата на трошоците од страна на локалната власт, посебно во делот на образованието, придонесе да се посвети внимание на одредени инвестиции и реконструкција на училиштата за похигиенски и поудобен престој на учениците во школските установи, нешто што не е направено децении назад. Училиштата подготвени за успешен старт на учебната година. Градоначалникот Николчо Илиев во обиколка на училишните установи. Пред почетокот на учебната година, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев на состанок со директорите на основните и средните училишта и во посета на школските установи. На состанокот беа начнати повеќе точки што се однесуваат за подготвеноста на училиштата за новата учебна година. Најголемо внимание годинава е посветено на зголемување на хигиената во училиштата на повисоко ниво со реновирање на тоалетите, белење, средување и стругање на подовите и промена на осветлувањето со цел подобрување на атмосферата и амбиентот за работа со учениците. Една од темите беше спремноста на училистите да одговорат на новиот предизвик за почетокот на школската година, каде што сите поединечно директори јасно и гласно кажаа дека се потполно спремни за почеток на новата школска година и за прием на учениците. Втората точка на која што разговаравме, тоа беше околу јавната набавка за избор на најповолен понудувач за превоз на учениците, каде што од лицата задолжени за спроведување на јавната набавка бевме сите информирани дека таа е спроведена и дека изберени се најповелните превозници за одредени линии, што значи дека имаме повеќе превозници вклучени во превозот на учениците, зависно од линиите, кои понудил најдобри понуди и морам овде да соопштам дека за наша среќа повторно имаме цени многу пониски од она што се плаќало во минатото, што значи дека повторно ќе имаме заштедување на средства. Следната точка беше околу пополнувањето на часовите од страна на соодветни наставници, со што бев информиран дека директорите имат направено повеќе состаноци и разгледување на целокупната состојба и нема отпуштање, сите наставници имат добиено соодветен број на часови, што значи дека и во тој сегмент учебната година ја почнуваме без проблеми во овој момент. И последната точка, но не помалку важна, беше за моменталните и следни инвестиции и реконструкции на училиштата, при што Илиев истакна дека политиката на локалната власт беше и се спроведе рационализација на трошоците, при што беше прекинато непродуктивното трошење, што придонесе до значајно инвестирање во делот на училиштата, нешто што не беше направено децении назад. Денеска направив обиколка во поголем дел од училиштата, каде што јасно негде се во тек се изведување на работите на реконструкција на тоалетите и разни други поправки на училиштата, а во дел веќе, како во ова училиште, во дел се во завршна фаза, а дел од училиштата веќе ја имаат завршена поправката. Што значи, оној најгорчливиот проблем со кој што се случувавме во изминатиот период, а тоа беа несоодветните простори и тоалети, во голем дел се поправени, реновирани, поготово во делот на тоалетите, што значи дека еден горчлив проблем е позади нас и морам да напоменам дека сето ова е направено со сопствени средства, што значи дека нашето рационално раководење доваѓа до израз и очекувам така да продолжиме во следниот период. Значи, блок дотациите, износот на блок дотациите останува исти за оваа година, што значи дека со рационализацијата на трошоците во секој сегмент ќе допринесе до средства кои ќе бидат поголеми за инвестиции во реконструкција на училиштата кои на вистина и понатаму треба да следат. Во дел од училиштата се сменети осветлувањата, во дел се направено е обелување, освежување, во дел од училиштата е направено стругање на подот, што значи во секој училиште она што беше најкритично е реконструирано и училиштата се спремни за почеток на новата учебна година. Општина Кочани ќе продолжи да инвестира во реконструкција на овие воспитно-образовни институции со цел поудобен престој на учениците. Наставата почнува на 2 септември и ќе се одвива во нормални услови, рече првиот човек на општина Кочани Николчо Илиев, истакнувајќи го ставот после изјавите на СОНК за предупредувачки штрајк в понеделник.
По сигурната изјава на првиот човек на СОНК Јаким Неделков дека ќе има предупредувачки штрајк в понеделник на првиот ден од учебната година, сега веќе истиот е неизвесен и членовите на СОНК се уште се двоумат во врска со штрајкот. Од Синдикатот за образование, наука и култура соопштија дека в недела ќе се одлучи дали ќе има предупредувачки штрајк. Нема одложување на наставата и учебната година ќе започне на 2 септември нормално без никакви проблеми, рече градоначалникот Николчо Илиев. На вашето прашање околу почетокот на школската година по најавата на СОНК за евентуален бојкот или одложено отпочнување на наставата, она што јас го знам и за што сум информиран, дека одлагање нема, наставата почнува, а синдикатот она што има ќе го спроведува во рамките на законските решенија, ќе се разговара и ќе се преговара, меѓутоа наставата почнува и ќе се обвива во нормални услови. Наставниците се незадоволни од најавеното зголемување на платите од 5%. Тие дадоа рок на владата до 1 септември за преговори и за реално зголемување на платите на сите вработени во образовната дејност. Момче повредено со остар предмет покуса расправија во село Истибања, Виничко. Против сторителот ќе биде поднесена соодветна пријава. Момче е повредено со остар предмет покуса расправија во село Истибања. Според пријавеното, во 12 часот на полноќ во полициската станица Виница бил приведен 25 годишниот НТ од село Истибања, Виничко, поради тоа што на 29 август во периодот од 22 до 23 часот покуса расправија со остар предмет му нанел повреда на 24 годишниот НТ од село Истибања. На НТ му била укажана помош во итната медицинска помош во Виница. По целосно документирање на случајот против 25 годишниот НТ ќе биде поднесена соодветна пријава. Од Агенцијата за храна и ветеринарство излегоа со известување до граѓаните дека во ниту една од досега заловените диви свињи во сите региони во државата не е открен вирус на африканската свинска чума. Агенцијата за храна продолжува со максимално следење на состојбата и преземање на сите превентивни мерки. Заклучно со 30 август отстрелани се 85 диви свињи и според лабораториските анализи на примероците земени од нив, сите се негативни на болеста африканска чума, информира директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. Атанасов претходно рече дека заловување досега имало во Струмичко-Гевгелискиот регион, Тетовскиот, Кумановско-Паланичкиот дел. Одстрелот обично се спроведува за време на викенд, затоа што ловците се рекреативци, не професионалци. Се организираат кога се послободни. Агенцијата за храна и ветеринарство секој ден добива известување кое друштво кој ден ќе лови, за да излезе соодветно на терен со своји инспектори и ветеринари и да земе мостри. За сега условите за одстрел во моментов се ограничувачки поради густата, разелената шума, што ја намалува видливоста на ловџиите и им овозможува на дивите свињи полесно да се кријат. Министерството за земјоделство на 30 јули годинава донесе решение со кое одобри одстрел на дивите свињи во земјава, а заловувањето почна пред 2 недели. Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со максимално следење на состојбата и превземање на сите превентивни мерки. Под мотото "Прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот" и во Кочани се спроведува кампањата на Црвен крст за реализирање бесплатни курсеви за пружање прва помош. Иницијативата доаѓа по фрапантните податоци од терен за бројот на жртви во сообраќајните незгоди на патиштата во државата. И Кочани е дел од републичката кампања на Црвениот крст за реализирање бесплатни освежителни курсеви за пружање прва помош. Истата се одржува под мотото "Прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот". Целта е да се подигне јавната свест и анимираат возачите да се потсетат на заборавените знаења и вештини во делот на пружањето на прва помош на повредени лица во сообраќајни незгоди, со што може некому да му се спаси животот. Во Кочани се одржаа курсеви со територијалната противпожарна единица и со полицијата, како и со останатите возачи и учесници во сообраќајот. Ови се активности кои ги спроведуваме во летниот период е дел од кампањата "Твоето незнаење чини живот",
Овие освечителни курси во прва помош се наменети за веќе постоечки возачи кои имаат желба да ги обноват своите знаења во делот на првата помош или секако да научат некои нови работи на оваа тема. Досега се реализирани 3 вакви обуки. За утре е планирана 4-та обука која ќе се спроведе во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како и останати 2 обуки кои ќе се спроведат во месец септември. Но сепак, ако постои заинтересираност помеѓу нашите граѓани, вакви обуки може да се дополнително планираат и да се спроведуваат и во наредните месеци. Кампањата за бесплатни курсеви по прва помош ќе се реализира 2 месеци, односно започна на 15 јули, а ќе трае до 15 септември. Иницијативата доаѓа по фрапантните податоци од терен за бројот на жртви во сообраќајните незгоди на патиштата во државата. Сите заинтересирани возачи може да го пријават своето учество во бесплатните курсеви во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани. Во Виница отворена изложба на дела народноукрајни автори. Организатор е Музеот Теракота заедно со Сдруженијето на уметници и Општина Виница. На изложбата се изложени дела од 26 автори. По повод 75 години од ослободувањето на Виница беше отворена изложба на дела од роднокрајни автори, која ја отвори градоначалникот на Општина Виница Ивица Димитров. Директорката на Музеот Теракота од Виница Јулијана Иванова истакна дека ова е прва ваква изложба на уметниците од нивниот град и од Блатец и дека има со што да се пофалат, бидејќи има прекрасни дела и автори кои творат низ светот. Таа нагласи дека делата се од повеќе уметнички правци – сликарство, копаничарство и резбарство, стрип, скулптури, метал, текстил. Музеот се јавува како организатор на изложбата со Сдруженијето на уметници и Општина Виница, на која има дела од 26 автори. На изложбата има дела од Ѓорги Даневски, Петер Гугушевски, Јаким Јованов, Бранко Јанкуловски, Гордана Вринцовска, Миливој Симеонов, Катица Алексова, Дејан Спасов, Дарко Богданов, Александар Богданов, Чоки, Сонја Димитрова, Благица Стојановска, Иво Пецов, Даринка Даневска, Гоца Јанкуловски, Александра Филипова, Маријана Иванова, Филип Тренчовски, Блажана Киевски, Драгана Павловска, Димитар Костадинов, Сашко Темелков, Ѓорги Ристов, Љупчо Ѓоргиев, Тони Лесавски и Маријан Илиев. Редовна 11-та поред крводарителска акција се спроведе во просториите на Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Собрани 22 крвни единици. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведе редовна крводарителска акција која се организира секој последен четврток од месецот. Крв даруваа 22 крводарители, информираше секретарот на Општинската организација на Црвен крст Кочани Анета Коцева. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведе редовна крводарителска акција, 11-та поред акција за 2019 година. Самата акција започна во 8 часот и траеше до 14 часот во соработка со Институтот за трансфузионална медицина од Штип. На самата акција беа собрани 22 крвни единици. Така што Општинската организација на Црвен крст Кочани продолжува и во наредните месеци да организира крводарителски акции според планираниот годишен план. Дарувањето крв е од големо значење, а акциите кои што се спроведуваат редовно низ општините се оценуваат како успешни. Општинската организација на Црвен крст со овие активности успешно го реализира предвидениот план за работа за оваа година.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.